Почеток на јуни 2026, снег во Франција, поплави во Турција, рекордни горештини во Велика Британија, разорни временски непогоди на Балканот, силно невреме и во Македонија. Се ова во ист ден. Европа изгледа како континент со 4 различни годишни времиња. Додека научниците предупредуваат дека Европа се загрева двојно побрзо од глобалниот просек, се почесто сме сведоци на нагли премини од студ и невреме до тропски температури за само неколку часа. Дали климатските промени создаваат атмосфера со краток фитил? Дали исчезнуваат стабилните годишни времиња на кои бевме навикнати? Зошто Балканот се смета за една од најранливите климатски точки во Европа и што значат овие процеси за Македонија? За причините, последиците и прогнозите, денеска да си кажеме со метеорологот Борис Секирарски и професорот од Институтот за географија Ивица Милевски. Господа, добре дојавте во студиото на Телмо. Добро ве најдовме. Професоре Милевски, Европа денес се загрева двојно побрзо од глобалниот просек, така барем велат дел од водечките научници. Зошто токму Европа се загрева побрзо и станува една од најранливите точки на планетава? Има повеќе причини за тоа. Една од главните причини е промените кои што настануваат со голфската струја, но и промените кои што се јавуваат во тие така наречени центри за висок и низок воздушен притисок околу Европа, кои што постепено ја пореметуваат состојбата она стандардна, посебно ладењето, да кажам условно претходно што било од север, од Арктикот и од североисточна Европа, сега повеќе станува некако под влијание на африканскиот континент и затоа и не е ни чудно што во последно време се повеќе имаме така наречени жешки бранови кои потекнуваат делумно и од Африка, а се почесто сме сведоци и на оние песочни бури кои што се пренесуваат, нели, на јужните делови на европскиот континент. Така да, бидејќи видиме климата се менуваат оние морски струи, нивниот интензитет, правец и така натаму, и сето тоа се одразува на некои места поинтензивно, на некои места послабо. Плюс тоа да треба да земе во предвид дека Европа, посебно западниот дел на Европа е, како да кажам, копнено разбиен, расчленен континент со многу заливи, полуострови и така натаму, така да тоа исто така влијае на интензитетот на загревање, а поврзано со правецот на морските струи и загревањето на морските области. Така да тоа е, ете, за жал, значи, еден од најпогодените делови е и ќе биде во иднина од глобалните климатски промени. Господин Секирарски, во рокот само неколку дена видовме големи премини на температури кои наликуваат на рана есен, односно некако од зима влеговме директно во лето без онаа карактеристична пролет, барем немаше долг преоден период. Дали ваквите временски осцилации стануваат ново нормално? Сведоци сме на серија, на невреме во серија и на Балканот. Значи, менливоста во овие преодни сезони е главната карактеристика. И тука не би виделе нешто особено. Нам за жал ни се случи оној доцен мраз, утрински мраз во мај месец, кој ни однесе многу во државата, особено на истокот, од земјоделските култури, пред се од овошките, и тоа се случи необично, доцна, но се случувало и порано. Не сакам да го релативизирам сето ова, дека сепак е особено случување, раниот мраз. Потоа, исто така, менливоста во преодните сезони, пак ќе кажеме главна карактеристика. Доаѓањето на песокот од Сахара се случувало и зиме и лете, се случи сега пред помалку од 10 дена, навлезе дури до над Ла-Манш еден бран од песок од Сахара и тој не е изненадување. Не сакам да кажам, но и медиумите и вештачката интелигенција овозможува брзо генерирање на вести и нивно на некој начин правење на екстремни случувања. Сега да кажете дека во реалноста не се случува ништо посебно, дека ова се случувало и порано? Јас, по моје мислење, се случувало и порано. Да речеме, дел од невремето, еве нашево невреме, кое и да го земеме, поројниве врнежи, кои се случуваат и во деновиве, е
едно обично случување. Добро, сведоци сме да падне количество на дожд во 1 час или во 2 часа, што е во просек колку што паѓало во 1 месец. Така што промени има. И сега би сакал да ве прашам, ние кога бевме основно училиште или средно училиште, учевме во учебниците по географија, професорот веројатно и подобро се сеќава, дека Македонија има умерено континентална, во некои делови јужни, благо медитеранска клима и планинска на високите планини, која се одликува со сушни и топли лета и студени и влажни зими со изразени 4 годишни времења. Јас тие 4 годишни времења не ги забележувам, барем не се така карактеристични како што беа во минатото во детството. Дали треба да се промени и дефиницијата? Всушност, дали се менува времето или се менува и климата? Тоа е прашањето. По мое мислење, секако постојат елементи на промена на клима. На крај краишта, ние ја работевме студијата за просторниот план за климатски промени и од податоците што ги видовме таму веќе од 1947-8 година па до, да не кажам, до 2025 година, евидентно е драстично покачување на температурата, посебно во југоисточниот дел на државата. Значи, за тој период покачувањата се некаде до 2,5 степени, што е навистина голема, тоа се просечни порасти на температурата, големи вредности. Но, како што кажа господин Секирарски, се сеќам и јас лично дека некаде 87-8 година, ми се чини, или 85-6 година, некаде во почетокот на април, 5-6 април, имавме температури од 33-4 степени. А од друга страна, оние поддрастични климатски аномалии што се јавуваат некаде, посебно на наш простор овдека на Балкански полуостров, точно некаде од 85-та година, тој прв циклус, да кажеме, на одредени затоплувања, па до 91-2 година има некое мало заладување и понатаму продолжува еден циклус на перманентно, постепено, повторно затоплување. Така да, сега тоа не е само, да кажеме, окей, се затоплува температурата генерално просечна, а да не зборуваме за сезонска пораст, но тоа предизвикува X други промени, значи, она што велиме појава на екстремни настани, кои што не биле толку чести во минатото. Значи, имаме, она што рековте вие, значи, имаме, да кажеме, во Скопско, 2016 година, претходно незабележано, значи, за еден ден, односно не е ни за еден ден, туку за 4 часа, околу 90-95 милиметри врнежи. И сега, што е поентата? Поентата е, нешто морам да споменам, да, може би и интересно, но и не баш толку интересно, да кажеме, некои работи што се градат сега, пример проточни хидроцентрали, не знам, акумулации и така натаму, во разговори со луѓето таму, велат дека оние што им вршеле проектирање и така натаму, најлесно достапни се климатските податоци 1951-1980 година и века велат така и така сега ние немаме вода доволно. Не е тоа што ни го кажа дека ќе имаме. Зошто? Затоа што одредени работи сепак се промениле. Не се такви какви што биле во 70-тите, во 60-тите години, туку имаме промена и во режим на врнежи, промена и во режим на истекување на водите површински, промена и кај реките и така натаму. Добро, значи промени има, не ги негира никој. Меѓутоа, еве, вас ве прашувам и како метеоролог и како физичар, и вас како научник која проучува географијата, односно земјата, дали науката се уште остава простор за дискусија, дали климатските промени се пренагласени или се само мит, бидејќи оние најжестоките скептици тврдат дека станува збор за циклуси. Нешто што може да го препознавам и во дел од вашиот одговор дека во 1951 или во 1985 имало април сличен на овој април сега. Главната поента, само на кратко пред да каже господин Секирарски, значи главната поента е се уште не може сосема контрастно јасно да се раздвојат
Значи, факт е дека има така наречени антропогени климатски промени, предизвикани од човечки фактор, но факт е дека има и природни климатски промени кои што имаат различни циклуси, од неколку години па до неколку стотици илјади години. Така да, навистина, сега понекогаш оние антропогените се накалемуваат на природните климатски промени, затоа што имаме, само во минатите 7-80 години неколку циклуси на мало затоплување треба да се или влијаеле на површината на земјата по природен, како резултат на природни процеси. На тоа понекогаш се надоврзувале и оние од антропоген карактер, оно што велиме, значи стакленички гасови, не знам, други сите промени што случуваат и така натаму и така натаму. И навистина тогаш ние најнезгодна ситуација со сите, пак ќе кажам, екстреми, топлотни бранови и така натаму и така натаму. Но факт е дека и тие антропогени се доста интензивни и допрва ќе ги чувствуваме. Човековиот фактор, да дополнам, е едно дополнување на вистинските природни процеси. Сега, колкава е мерата на човековиот фактор, се разбира дека има разидување. Кога зборуваме за климатски промени, не зборуваме за човечки фактор, зборуваме за загадување, стакленички гасови, зборуваме за индустриализација, зборуваме за се, генерално. За се, па добро, антропогениот фактор вклопува се што не е природна активност. Но песокот од Сахара е секако дел од природните процеси. Дали и во минатиот век има записи или докази дека песокот од Сахара стасувал до Ла-Манш? Директно не можам да кажам, но секако истите процеси ги има. Она што е забележливо во изминатите, да речам, 5 години, е дека врелиот појас на високи температури во летно време, например, се протегаше на Северна Африка, на брегот кон Средоземното море. Во овие години видливо е дека тој врел појас се протега преку Јужен Балкан, Јужна Италија и југот на Шпанија и Португалија. Тоа префрлање на врелина е видливо и секако е можно само со добра визуализација на состојбите. Инаку ние како би знаеле? Ние мора некако да утврдуваме со помош на повеќегодишните просеци, најновите повеќегодишни просеци, се извинувам, се 91-2020 и официјално со нив би требало да работиме. Добро, кога зборуваме за генерално во овој дел за климатските промени, дали поголема опасност генерално е порастот на просечните температури, ова глобално затоплување кое никој не го негира од неколку степени Целзиусови, колку што ги споменавте, или растечката нестабилност на атмосферата? Која е поопасна последица? Јас можам само да кажам, посликовито да биде. Повисока температура значи повеќе испарување од водените површини. Повеќе испарување значи повеќе влага, која брзо се издига. Брзото издигање на влагата значи бурна кондензација и паѓање на поројни врнежи. Значи, што позагреано тло, преодна сезона, поминување на бранови кои донесуваат влага врз загреан континент, сонцево пржи кога ќе се расчисти малку облачноста, веќе во мај месец. Ова издигање и брза кондензација значи поројно наврнување. Ние имавме поројни врнежи и во текот на раните утрински часови денеска. И ќе кажам, визуализацијата на она што ни се случува ќе ни овозможи да не зборуваме на памет, него всушност да имаме вистински проценки на она што ни се случува. Брзите изврнувања, утринава падна и до 9 литри на квадратен метар на југозападот, тоа ќе помине незабележано од јавноста, па јас би рекол и од метеоролошката фела, бидејќи сликата веќе ќе таа не се ни направи официјално, ќе ја немаме. Ние мора да имаме слика на состојбата. Само и за температурата да дополнам, видливо е од визуализациите што ги објавувам, друга слика не се појавува во јавноста, дека доцно навечер топлината
е на Скопска Црна Гора, а заладувањето во овие со јужно струјење денови доаѓа од задводно и го оладува малку Скопје. Топлината се нафрла и такви визуализации нас ни требаат, не во смисол на убави слики, кои денеска се нафрлани општо, него во однос на индекси, кога ќе достигне нешто одреден степен, што треба да направи. Добро, прашањето беше во рамки на климатските промени, дали е посериозна, поголема опасност зголемувањето на температурата или нестабилноста на времето? Тие се меѓусебно многу поврзани, значи така да значи зголемување, порастот на температурата, која што е, пак ќе кажеме, мал дел од природните циклуси, поголем дел од антропогените влијанија, значи особено она што велиме, значи стакленички гасови, а факт е и постојат милион студии што се вели дека навистина концентрацијата на стакленички гасови е драстично зголемена во последните 200 години. Така да нормално тие доведуваат исто така, ако е порастот некои си 2 степени, може би природниот е 0,4-0,5, додека антропогениот е останатите 1,5-1,6 степени. И сега таа вредност од 2 степени некако на светско ниво, на глобално ниво се смета за некоја критична вредност во однос на оној период таму од 1880-тите години. Дали и колку ќе продолжи климата да не изненадува со екстреми, кои што зошто екстремите сега се проучуваат многу, затоа што тие прават па најголеми штети. Значи може да бидат и опасни. И опасни, и жртви, и материјални штети, и така натаму, и така натаму. Така да, навистина, како што кажа и колегата, значи, паралелно со зголемување на температурата се случуваат низа други процеси, топење на мразевите на порано заглечерените области, на Антарктикот, на Арктикот и така натаму. И не паѓа снегот, него паѓа како дожд. Во делови од зимата. И тоа е веќе голема промена. Јавноста често знае да каже дека нема веќе вистинска пролет или не се зимите како порано, бидејќи не паметиме снег, голем снег со години наназад или се случува на 10 години еднаш. Дали е тоа субјективен впечаток вака на луѓето или пак на вистина исчезнуваат полека стабилните годишни времиња? Како резултат и на зголемувањето на температурите и на таа растечка нестабилност? Јас се обидов со сателитски снимки, имаме некаде од 85-6 година за Македонија до ден денес, да видиме што се случува и навистина сосема евидентно дека снежната покривка, зимската снежна покривка, постепено, но сигурно, сега тоа не е рамномерно секоја година, но во просек вака, ако се земе, драстично се намалува снежната покривка, што пак ќе предизвика и предизвикува бројни други последици од расположиви ресурси на вода, од она што велиме делумно влијание на Преспанско езеро, на другите природни езера, некои езера помалите оние што се планински се во фаза на исчезнување, затоа што главно порано се хранеле со топење на снежна маса и така натаму, така да тоа е сосема... Рековте, глобалниот просек е околу 2 степена Целзиусови? Тука некаде, да, зборувам за последните 150 години, но за жал веќе тој лимит за кој што глобална научна заедница смета дека е до некаде толерантен и може да евентуално да се држи под контрола, веќе постепено се надминува, има податоци дека достигнува 2,1, велиме просек. А тоа просек значи на некои места може би 3-4 степени, на некои 0,5-0,6 степени. Прашањето е колку е Македонија во последниве 100 години стоплена? Исто од прилика за 2% и дали тие 2% се доволна причина за да ги нема оние снежни зими на кои се уште ги паметиме ние повозрастните генерации? Секако, значи... Ја морам да кажам една работа. Значи, ние кога бевме мали, снегот од 10 сантиметри не беше длабок. Денес цивилизацијата, само кога ќе заглави сообраќајот, тогаш вели ова е голем снег. Нам 10 сантиметри сепак не ни се ништо,
На децата и понатаму 10 сантиметри им е длабок снег. Не сакам да пак да биде релативно, но постои нешто со возраст. Дел од популацијата има и повеќе од 50 години и многу повеќе од 50 и тие многу почувствителни се на промените на времето. И се сеќаваат на некое друго време. И тука лежи еден дел од одговорот. Нема еден одговор на сето тоа. Не знам дали ова на некого ќе му биде доволно, но сепак возраста носи едно друго гледање кон временските промени. Нам како млади, променливоста на времето во мај ништо не ни значиш. Како сака нека биде, ние си имаме, како да речам, бескрајно живот пред нас. А со возраста ова нас не загрижува. Мислам, болењето на коските на 60 години и плюс е многу значајно и се случува во преодните сезони, пролет и есен, многу повеќе, додека не се стабилизира. Стабилизирањето пак, да зафатам уште малце, во август е нормална појава. Но во август топките мраз кои паѓат како град се многу поголеми. Во мај паѓа град, но тогаш зрнцата се многу мали. И тоа се уште важи. Така да, не знам, сепак за гледачиве на еден дел од нив, барем ова може малку и Добро, отидовме на биометео, уште малку на научна база. Би сакал да ве прашам конкретно што се случува во атмосферата кога во изден, како што реков во најавата, тоа беше првите денови од јуни, сега овие денови. Во Франција гледаме снег, во Турција поплави, во Западна Европа горештини кои не се просечни, односно се надпросечни за овој период од годината за јуни, или не ги паметат англичаните, португалците, шпанците. А на Балканот има серија од невреме. Да, сега да имавме една слика од тогашната состојба, ќе видевме дека имавме еден антициклон со сув воздух кој издигаше воздух од Африка кон бреговите на Британија и тоа траеше со денови. Антициклоните се стабилни, тие не носат големи промени со себе и кога ќе зафатат еден простор, тешко е да ги избуткат овие субтропски циклони, не оние циклони од тропите, и тие зафаќаат повеќе дневен период над континентот и го топлат се повеќе, воздухот од Африка доаѓаше повеќе денови и се измерија тие температури, кои сепак нивните служби пресудија дека не се случиле одамна, 35 степени, мислам, Англија беше, но пак од кај нас што се случи? Ние имавме циклонот од Дженова. Во последно време многу често слушаме циклонот од Дженова и кога ќе слушнеме циклонот од Дженова, знаеме дека ќе има дожд. И тоа во пообилни количини. Па да, Дженовскиот залив е специфичен што тука настанува циклон многу често од Медитеранот. Како мислите? Од Медитеранот. Па од да, Јадранот. Па да, инаку големите циклони по пространи влегуваат од Атлантик, од Северен Атлантик, кон запад бреговите и внатре во континентот, а овој Дженовски тука ќе се заврти и ќе нафрла воздух, најпрвин по Јадран, и тоа обично Хрватска, и потоа надолу ќе се спушти и секогаш само зависи од тоа дали ќе навлезе најпрвин преку Црна Гора во Србија и таму ќе отидат врнежите. Има некоја истрасирана патека, утапкана стаза по која секогаш се движи циклонот? Зошто таа е таа патека прво по Јадранот, Словенија, Хрватска, па се симнува надолу? Не може некогаш да отиде нагоре на север или надолу на југ? Добро, тука влегуваме во веројатност, патеките вообичајни. Затоа велам, дали тие коридори се воспоставени како такви и постојат и не се менуваат или станува збор за променлив фактор? Значи, тие најчестите патеки се тука некаде, едните се спуштаат по Јонско море и кон југот на Грција, за центарот зборува. И зависно тоа е резултат на обликот на земјата, како се нарекуваш? Ротацијата? Не, мислев на планини, на релјефот на Секако и релјефот дека има свое влијание, да. Како се движат циклоните, ветровите? Јас ќе кажам за сликовито на луѓето што не слушаат, овие центри на висок и низок притисок сепак се буткаат меѓу себе. Силината нивна зависи од топлината, колку повеќе топлина, тие се побурни
и нивната силина буквално избуткува се друго. Не завршив дека она што беше студено за нас, беше всушност и го донесе мразот сепак во ран мај, беше едно североисточно струење кое се задржа кај нас, донесе студен воздух, таму уште од кај Русија и се спушти, едноставно донесе ведрина и студен воздух. И до утрето дента тоа изведрување и студениот воздух избрзна се. Добро. Веќе утрето дента веќе имавме малку повисоки температури и се исчезна полека. Добро, ако по утрото денот се познава и ако по пролетта можеме да ја прогнозираме какво лето не очекува, што би кажале, имајќи предвид дека повторно се врати Ел Ниньо, климатски фактор кој исто така, нели? Ел Ниньо, да. Да. Ла Ниньа беше онаа по-студената, Ел Ниньо е оној потоплиот. Така беше? Значи да, Ла Ниньа е добрата, иако им донесе на северноамериканскиот континент брзи студени бранови за истокот на САД, Канада секако, и ги смрзна во изминатата зима барем на 2 пати, а ќе кажам, во следните 2 месеци се проценува, барем според Светска метеоролошка организација, дека овој процес Ел Ниньо, кој знае да потрае, значи тој ќе ни трае по проценките и до година, а веќе започнува, ќе ни донесе, барем за нашиот простор, многу топлина. Јули и август би требало да биде екстремно топол, но влага нема да донесе. Тоа значи суво и топло време. Значи, прогнозата е суво и топло лето 2026? Да, тоа е моменталниот последниве извештаи на Светска. Тие нон-стоп излегуваат и повеќе извори има секако. Јас ќе се задржам на Светска метеоролошка, еве, на некој начин. Само да кажам, овој процес, Ел Ниньо, е скап процес за човештвото. Тој носи суши на југоистокот на Азија, суша во Австралија и носи студ на северот на Европа. Ќе донесе за нас многу топло време, а нема да одиме понатаму во есен и зима, прерано е за да нешто кажеме, а за Британија, например, ќе донесе топол почеток на зима. Само за да објаснуваме, станува збор за морските струи во океаните, во Атлантскиот океан. Морските струи кои носат топлина и кои на одредено место излегуваат и ја затоплуваат атмосферата и ги менуваат процесите. Професоре Милевски, која е најголема климатска закана за Македонија во наредниот период? Дали се тоа ваквите тропски горештини на кои ние повозрастните, како што вели Сегирарски, потешко се прилагодуваме? Дали се тоа сушите, она што и може да го чини и земјоделството и производството на храна, поплавите или пак недостигот од вода, можеби? Сите заедно. Сите заедно, бидејќи едно со друго оди. Значи, она што рековме, правени си до сега различни студии, анализи, дека екстремите зачестуваат и тоа зачестуваат фреквенциите, значи имаме подолг период пример на суша, па потоа се јавува нагли врнежи се јавуваат со голем интензитет, па потоа повторно следи суша. Тука е еден значаен фактор што баш нашава држава ја таргетира е она што го малку спомнавме, релјефот, бидејќи нашата територија е испресечена на некој начин со котлини, долини, па високи планини. И сега при преместување посебно на влажни воздушни маси од запад кон исток, значи доаѓа до искачување нивно на планинските делови или судир, да кажеме посликовито, со некои планински масиви и тогаш на таа страна се случува да се излачи огромна количина на врнежи за кратко време. Генерално така беше, повторно ќе кажем, и во Скопско 2016 година, кога одредена влажна воздушна маса дојде и почна да се издига према Скопска Црна Гора, па се излачи голема количина на воден талок. Големото невреме во Стајковци, кој однесе многу човечки жртви. Така да, например, она релјефна разнообразност кај нас влие на сите тие посебно на непредвидливи врнежи со голем интензитет, кои вообичаено
се јавуваат во најнезгодниот период од годината, летниот период се зборуваме за оние класични типични поројни поплави, кога земјата е веќе исушена, предизвикува огромна ерозија, појава на големи слечишта, појава на штети големи во аграрното производство и така натаму и така натаму. Така да тоа е од тој аспект, значи ќе сосема веројатно дека ситуацијата ќе биде ова што се спомна, што го спомна господин Борис, исто за односно за Ел Нињо, но и оној еден принцип што велиме климатска рамнотежа, односно ако првата половина на годината била релативно врнежлива, вообичаено е понекогаш да се очекува по завршување на тој период да има посушен период и со повисоки температури. Кај нас исто така, еве сега почнува да се работат некои анализи за посебно за поголемите градови, топлинските острови, преголемата бетонизација, тие топлински острови со екстремна топлина во летниот период, кои што предизвикуваат здравствени проблеми и негативно се одржуваат посебно на повозрасната популација. Значи, другите држави многу вешто се справуваат со тоа, со процес на озеленување на она што било премногу бетонизирано. Кај нас тоа некако се уште не се гледа, како да ви кажам, како нешто што мора да се направи, така да... Добро, дали ако светот, човештвото, односно водечките земји загадувачи, го послушаат апелот на Обединетите нации на генералниот секретар Гутереш и намалат со загадувањето, климата може да се врати во претходната состојба, односно тоа влијание на човечкиот фактор да се намали и земја, генерално планетава да се олади за степени. Во моментот, ако се вратат сите емисии на гасови како што биле пред 100 години, да кажеме, ќе е потребно на планетава, може би проценките се околу 50 до 80 години да заздрави. Значи, доколку во моментот се врата. Значи, тој процес многу бавно ќе оди. Значи, не оди така назад, реверзибилно. Така, но нема никакви знаци дека се преземат на вистина толку крупни чекори за некои држави воопшто и спорат нивна потреба затоа што ќе им се наруши индустријското производство и така натаму од намалување на испуштање на стакленички гасови и тој процес многу бавно оди. Дали ова значи дека децата кои се раѓаат денес нема да знаат што е тоа вистинска снежна зима, например, во Македонија зборувам? Бидејќи ако се продолжи овој процес на затоплување, на зголемување на температурата, веројатно ќе има се помалку снежни зими. Професорот рече дека всушност и тоа не оди линеарно, овој збор несреќно го употреби, не оди во едноставно равномерно низ годините, се случуваат и зими во кои ќе напаѓа снег. И тоа нема да биде знак дека климата се менува во спротивна насока. Сепак, ние нема да ја поправиме климата. Ние не сме такви. Ние ќе одиме и понатаму, економијата е важно нешто, и ние ќе одиме со економијата, важно е да имаме одговор на промената на климата. Сепак, тоа е, мислам, едно многу важно нешто, значи, да се привикнеме и нашите процеси, јас ќе кажам едно екстремно нешто, ќе мора да готвиме со помалку енергија. Трошењето енергија е главна одлика на целава цивилизација, особено на западната цивилизација. Варење, печење во летни месеци. Ние сепак треба за 5-10 степени да трошиме помалку секогаш, ако сме природно одговорни, мислам, кон природата. Добро, бидејќи сватив дека тешко е да се прогнозира било што да се каже на подолг рок, меѓутоа сепак за крај би сакал да ве прашам, кога ќе се погледне низ прозорец во 2050-та година, да речеме, 25 години од сега, во Македонија, дали ќе гледаме клима каква што ја познаваме, ова што е денес, ќе гледаме помалку зеленило, повеќе бетон, асфалт, ќе има некои други растенија кои сега не ги гледаме? Видете, вака, тоа што ќе Може ли гледаме, да се каже тоа што ќе гледаме во Македонија многу зависи од тоа колку државата ќе имаме еден куп и студии, стратегии за адаптација, за
на климатски промени и така натаму, велам некои држави тоа многу сериозно го сваќаат и преземат куп мерки за справување. Еден пример само ќе ви кажам, Италија за 15 на години има изградено преку 80.000 вештачки акумулации, чија што главна цел е намалување на ерозивноста, намалување на последиците од климатските промени, подобро наводнување и така натаму и така натаму. Ние на прсти може да изброиме колку во последните пример 20-30 години сме направиле такви веќе. Значи има еден цел сет на мерки кои што секако би требало за да може да го гледаме малку повеќе тоа за она што и реков, зеленилата по градовите, парковите и така на нивно одржување, нивно проширување доколку треба и така натаму, значи сериозни, поголеми, поразвиени држави преземат крупни чекори во тој правец. Сега ние колку ќе направиме нешто, наместо гледам дека овдека нема се уште никаков сенс во смисла одиме со бетон, со асфалт, уште повеќе, така да еве ги покриваме површините со црни соларни панели, што уште повеќе го намалува албедото и ќе врши дополнително на тамошно загревање. Така да, навистина, тоа многу зависи од тоа колку сите се посветени на некој начин, институции па до обичниот граѓанин се посветени на тоа, чекајте да видиме, да се справиме, да се адаптираме на она што се случува. Така да, веројатно во 2050 година ќе има сигурно многу посериозни проблеми, нема тие да се драстично поголеми од она што е сега, но ќе има посебно во поглед на катастрофални настани, пак ќе кажам, и во друга смисла, но катастрофалните настани ќе ни бидат еден вид. Значи, ние не собравме искуство и памет, да кажеме, од она што се случи во Стајковци, во Шипковица, во не знам што, на други места, да на некој начин направиме една стратегија, визија, што се треба да се среди, за да не бидеме под силен удар на климатските промени. Значи, треба да ги прифатиме климатските промени и да се прилагодиме на нив и да делуваме превентивно. Так. Тоа би бил заклучокот. Секирарски, Милевски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Си кажем. Да, фала и на вас за можноста. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Останете на Телма и имајте убав ден.